Ви благодарам што сте на програмата на Алфа телевизија, како што најавив веќе неколку пати во текот на ова утро. На моје огромно чест и задоволство, во следните неколку минути ќе разговарам со моја поранешна колешка Жаклина Мучева. Верувам дека ова ќе биде голема радост и за нашите гледачи кои што претпоставувам им недостасуваш на малите екрани. Добро утро најнапред. Добро утро за целата екипа во Алфа телевизија, моите поранешни колеги и секако за сите гледачи на Алфа телевизија. Да, за оние кои што не знаат, јас ќе те представам по вокација си педагог, но животниот пат те носи низ новинарството, долги години во новинарството, дел овде во Алфа телевизија, дел во Македонската радио телевизија, а од неодамна, односно неколку години веќе пишуваш книги. Првата книга е всушност за возрастни во 2002 година, а трета книга поред за деца. Навистина ми е драго што Деби Мур некако добива трилогија, ќе речам. Го следам Деби Му, ја следам Деби Му како се развива. Ајде да започнеме од почеток. Ја објави својата трета книга за деца, па повели за што поточно станува збор. За каква книга? Па јас навистина сакав да го заокружам ова патување на Деби Му и долго размислував што би можело да биде интересно за децата. Првата е мозаикот на Деби Му и навистина имаше едно шаренило од приказни за тоа како настанале парите, билушките, сапунот и разни други предмети кои што ги користат децата во нивното секојдневие. Втората беше за животинскиот свет, односно птици, морски свет и еве сега некако ќе откриваат во сосема еден друг свет, а тоа е светот на спортот. И кога решив да ги правам токму овие приказни, врзани со спортот, бев со идеја да им ги откријам на децата оние спортови кои што можеби за нив не се толку познати. Како например поло, крикет, рагби. Тоа се спортови кои што, да речеме, кај нас имаме мал проблем технички. Јас да, не ја слушаме сега во моментов Жане. Ова е нели програма во живо, ќе видиме што можеме да направиме за да се вратиме повторно во комуникација со неа. Ќе ја побарам за брзо. Ето, тоа е. Технологијата си го прави своето. Но секако ви останете тука. Ја барам во овој момент повторно Жане. Да, значи да, зборуваме за нејзината трета книга. Деби Му освојува медали, е насловот на оваа трета книга за деца. Како трилогија на претходните две книги. Воедно ќе имаме прилика да ја прашаме како да ги стимулираме нашите деца, малечките дечиња да читаат книги од мали нозе, бидејќи тоа е навистина важно. И зошто е тоа важно? Прашуваме компетентна личност, почитувани, бидејќи Жане во текот на целиот живот е обкружена со деца. Еве повторно назад. Жане, имавме мал технички проблем. Ќе си ја продолжиш мислата во продолжение. Дали се слушаме добро? Да, одлично ве слушам и те гледам. Да, она што сакав да го кажам е дека целата книга некако се заокружи со приказни од спортот кои што нели се и помалку познати, но и сепак доволно познати за да ги навлечам да почнат да се интересираат, па и да тренираат. И затоа во некои од приказните дури им давам информации дека кај нас во Македонија постојат такви спортски клубови и насоки за тоа како да се зачленат и да бидат активни спортисти во одредениот спорт кој што ќе го одберат. Секако дека во приказните има интересни информации кои што навистина им го задржуваат вниманието на децата. Можам да кажам дека веќе имам искуство со претходните две и точно знам што е она што може да ги привлече, а и да ги задржи читателите, децата кои што навистина се големата публика која што умее искрено да критикува.
И затоа мислам дека оној кој што пишува за децата е ставен на голем испит. Треба многу да внимава, треба многу да знае и што е најтешко е како сите тие информации да се прилагодат за да можат децата да ги усвојат, да останат со книгата. Ке позборуваме малку подетално за тоа подоцна, уште малку да појасниме за книгата. Што е Деби Му всушност? Многумина ме прашуваат уште од првата книга кога излезе. Деби Му е ликот кој што патува заедно со сите деца. Деби Му е детето во возрастните. Бидејќи мојата цел е со овие книги да се дружат возрастните и децата. Родителите со нивните деца, бабите и дедовците, тетките, братучедите, значи возрастните и децата, да најдат една спојка. Затоа велам дека Деби Му е лик од моите книги кој што патува заедно со децата, а возрастните треба да го најдат во себе. Така, интересно е тоа што овие книги се збогатени со една техника, зонтак техника. Може ли да ни појасниш за што поточно станува збор и како е изведено се во ова? Па, знаеш како била јас кога ја направив првата книга, навистина сакав децата да ги не да ги натерам, туку да ги освојам, да ги освојам и да читаат. И си реков, ако им понудам само текст и по некоја сликичка, нема никаква интеракција со книгата. Интеракцијата со Деби Му ја направив токму со илустрациите кои што ги изготви Ивана Горичан и се одлични. И тие илустрации практично треба да се бојат. Еве, можам да покажам една илустрација од приказната за риболовот, која што ја посветив на мојот Вујко рибар. Супер. Еве како изгледа. Значи, децата можат илустрацијата од соодветната приказна да си ја обојат и не е обично боење. Значи, има во илустрацијата кели кои што може да бидат во разновидни бои. Ете, тоа е зонтак техниката, која што според психолозите е техника која што навистина успева да го релаксира оној кој што ја практикува, оној кој што бои во зонтак техника. Па децата после напорен ден можат да прочитаат една убава приказна и да се релаксираат во боењето на илустрацијата. Жене, споменав по вокација, јас одам на ти, нема да ми замерат гледачите, бидејќи сме колешки, предпоставувам ни ти. Споменав дека си педагог по вокација, но патот те носи во новинарството, но и покрај тоа постојано си обкружена со деца, а имам прилика да ми кажат твои колеги, колешки, заеднички пријатели, дека додека си работела во Македонска радио телевизија, твоето катче таму било најубаво и највесело, бидејќи нели постојано си работела со деца. Дали тоа е причината што те натера да пишуваш книги за деца или? Па знаеш како била, јас во Македонско радио почнав во контактната редакција и првиот мој уредник Тимчо Трајков ми велеше ти си во редакцијата за деца. Ти треба таму да работиш, ама додека стасав до таа редакција, навистина поминав многу низ новинарството, научив многу што воопшто не се каам и кога стасав точно во редакцијата каде што мојот прв уредник сметаше дека треба да бидам, се опуштив и навистина уживав во таа редакција, значи правев радиска програма за децата. Морам да кажам дека беше навистина слушана, бидејќи радиото е медиум кој што многу тешко сега во ова современо време може да го задржи вниманието, особено па на децата кои што се постојано во движење. Да. Навистина емисиите има голем рейтинг и горда сум на тоа. И практично овие книги некако произлегува од тие емисии, бидејќи во тие емисии мора да има кратки рубрики, слушливи работи, нешто што за кратко време ќе го напоиш детето со информации. Ете така произлегува овие книги кои што се врзани со моето работење токму во редакцијата за детска програма и во канцеларијата со која што ја делев со моите колеги. Навистина беше преубаво катче, децата уживаа кога ќе дојдеа, наоколу гледаа што се има, па некако порелаксирано ги внесувавме во студио кога требаше да ги снимаме.
Ме интересира и моментот за сите оние мајки кои што не гледаат, кои што имаат мали дечиња по дома или баби, дедовци кои што седат сега со внучињата. Постои ли некоја посебна тактика за тоа како не да ги натераме децата да читаат? Ќе речам вака ќе го формулирам прашањето, да ги натераме да сакаат да читаат. Постои ли посебна тактика? Па тоа е многу тешко, навистина треба тука една голема мрежа да се направи на луѓе кои што ќе учествуваат во, јас велам да ги намамиме децата. Не е тоа измамување во смисла да ги излажеме, туку да им дадеме една мамка која што ќе ја загризат и ќе останат со книгата до крајот на својот живот. Тоа е тешко денеска да се направи во денешно време, затоа што навистина се обкружени децата со многу нешта кои што им го задржуваат вниманието и на лесен начин практично сакаат да дојдат до забава. Тоа се видеоигрите и разни други нешта кои што се поврзани со новата технологија. Книгата некако почнува да останува на некое позадно место во скалилото на интересни нешта за децата. Затоа велам една цела мрежа на луѓе, на субјекти кои што треба да работат на тоа. Од маркетинг на книгите до навистина луѓе кои што се стручни за да работат книги за деца и секако родителите мораат многу да вложат во постојано избегнувам да го кажам зборот да ги натераат децата, бидејќи не треба да ги тераат, туку да почнат од мали нозе да им раскажуваат, можеби без книга да ги прочитаат тие приказните, а потоа и книгата враце, па некако полека навистина книгите да бидат составен дел од животот на децата, а подоцна и кога ќе станат возрастни, нели, да умеат и да одберат што да читаат. Поради целава оваа ситуација, твојата најнова книга не можеше да биде испромовирана онока како што треба, а го заслужува вниманието, верувам. Ќе направиме една споредба, мозаикот на Деби Му доби верзија на Брајаво писмо. Каква е идејата за Деби Му освојува медали? Каква е твојата замисла? Каква е незината иднина? Имаш ли некакви цели? Да, била многу убаво прашање. Јас и со втора, бидејќи првата ја отпечатив на Брајево за другарчињата кои што се со проблеми во видот. Втората и третата веќе сум во преговори и имам потврден одговор од едно студио каде што ќе ги снимам, значи ќе има аудио верзија од двете книги. И тоа нема да биде комерцијално, студиото се понуди тоа да го направи бесплатно, јас ќе ги исчитам книгите, имам веќе искуство во тоа, бидејќи работев на еден проект каде што читав лекторни изданија за децата кои што имаат проблеми со видот, така што имам искуство и овие две книги ќе бидат снимени на CD и ќе бидат однесени во дневните центри каде што доаѓаат овие деца и во училиштата каде што ги стекнуваат своите знаења, така што Деби Му повторно ќе ја доближам и до оваа категорија на мои другарчи. И за крај, Жана, бидејќи зборуваме за книгата, зборуваме за твоите книги, каде можат да се набават книгите за оние кои што сакаат? Така, јас сакам да кажам дека трите изданија на Деби Му, еве и да ја покажам како изгледа. Да, имавме можност низ фотографија, имаше инсерти. Добро. Да, имаше инсерти, мислам дека успеа да. Да, ова е зелената верзија, бидејќи нели спортови ми асоцираше некако на спортски терени на зелено. Трева, така. И затоа е зелена. Сакам да кажам дека е во издание на Едука Мак. Оваа трета книга напиша рецензија професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, што е навистина врв за литературата за деца. Илустрациите се на Ивана Горичан и Едука Мак, за жал, оваа година не може да направи промоција на Деби Му на третата книга, но затоа можат сите оние кои што се заинтересирани да ја купат онлайн на книжарница.mk. Трите книги се достапни, па и оваа третава. Така што им посакувам на децата да дојдат до книгата, да уживаат читајки и
боејќи ги илустрациите на Ивана и секако да освојуваат медали и тие заедно со Деби Му. Така е. Жане, овде ќе ти се заблагодарам за отстапеното време и простор. Ми беше драго што повторно те имавме на Алфа. Ви благодарам многу за отстапеното време во програмската шема на Алфа телевизија и се надевам дека допревме до децата и преку овој разговор, ако не децата, може би спијат тогаш до родителите. Така е, благодарам го ден, Жане.